Како капитална инвестиција од национален интерес за општеството, културата останува во фокусот на јавноста и на уметниците. За едни таа е носечки столб за префинетоста и созревањето на самата заедница. За други пак е неправедна алатка за нерелевантни уметнички избори и за девалвирање на авторството. Токму судбината на македонската култура е денешната тема. Добро дојдовте во Зебра. Поводот за нашата денешна дискусија е последниот зимски салон на Друштвото на ликовни уметници во Македонија, кој што неодамна беше отворен во Националната галерија Мала Станица. Пред да почнеме дискусијата, само мало подсетување дека може да се вклучите и вие со вашите ставови, користејќи го хаштагот и на Твитер и на Facebook ЗебраМК и коментирајќи на нашиот пејдж на Facebook. Денеска со нас се Златко Тедосиевски и Атанас Ботев, двајца вклучени луѓе во уметничката сцена во Македонија. Најправилно прашање за двајцата, дали ја видовте изложбата последна и дали се согласувате со ставот на селекторот Емил Алексиев дека оваа изложба е генерална слика дека македонската уметност е во агонија? Златко? Па ако ви кажам дека ова е, да речеме, прв зимски салон што сум го видел после десетина години, тоа треба да значи дека се согласувам со Емил Алексиев и отидов да го видам само заради него. Зашто минатите салони не сакав да одам да ги гледам, бидејќи од прилика знаев што ќе видам. Сега сакав да видам што Емил успеал да направи во ваква ситуација. Првенствено тоа ме интересираше, иако горе-долу повторно знаев што ќе видам. Меѓутоа ми се допадна неговото истапување пред салонот, неговото искажување во врска со состојбите во македонската уметност денес. Малку ме зачуди што он се нафатил на таква работа, морам да бидам искрен. Дури имав и еден текст каде што отворено го повикав да не се нафаќа на тоа. Меѓутоа малку по сериозно размислување реков па зошто да не. Јас би се нафатил доколку условно ме поканеле, за да го искористам моментот за она што го направи Емил Алексиев, да еднаш, конечно, после толку години, да каже на кое дереже дојде на македонската ликовна уметност. Значи, да одговорам уште еднаш директно на вашето прашање, да, го видов салонот, меѓутоа очекував дека ќе биде лош како и сите претходни. Атанас? Па јас се согласувам со она што го кажа Златко. Мислам дека више долги години Друштвото на ликовни уметници е во некаква хибернација, но добро е што од време на време се појавуваат некои млади уметници кои што се обидуваат да ги променат работите се. Не знам колку тоа ќе може да се направи, имајќи предвид дека више долги години е во некаква стагнација целата ситуација. Меѓутоа во целото тоа море на се и се што сепак може да се најдат и да се издвојат некои автори кои што навистина заслужуваат некакво внимание. Меѓу другото, господин Алексиев, ќе го цитирам, од прилика рече, тоест напиша дека нема ниту еден наш уметник кој што изложува своји дела во ниту една пристојна галерија, каде било во цивилизираниот свет, но дека и нема поголеми светски постановки, ниту пак ни гостуваат големи уметници. Каква е според вас тогаш иднината на ликовната уметност? И зошто е тоа така? Нема таленти или едноставно талентите немаат мецени кои што ќе им помогнат финансиски пред се да бидат препознаени надвор од Македонија? Не, дефинитивно во Македонија постојат апсолутно квалитетни уметници. Причината за тоа не знам каде лежи. Едноставно постои апатија пред се заради тоа што не постои никаква културна стратегија. Институциите не откупуваат дела од млади уметници, не се поддржуваат младите талентирани автори. Така да една од причините веројатно лежи во самите уметници. Не може секогаш да очекуваат дека државата треба да им излезе во пресрет и да ги промовира. Во крајна линија денеска во ова информатичко општество секој може да постојат различни можности. Постојат различни можности на кои што може денеска уметникот и сам да се промовира во крајна линија. Меѓутоа, како и да е, треба да се смисли некаква културна стратегија во која што работите некако ќе се придвижат од мртва точка, заради тоа што уметниците денеска се сведени сами на себе, one man show, така, значи од реализирање на изложба преку подготовка на каталог,
до транспортно дело и слично. Значи многу аспекти се во прашање. Е тука да не забораваме исто така дека не постои никаков менаџмент. Тоа се тие работи кои што ги засекаат, нели, Во овој контекст се спомнува и во неколку други дискусии, да речеме и со класичната музика, дека и на сликарство да направиме таа аналогија, дека се вложува во некои работи како забавна музика, како фестивали и така натаму, дека многу средства таму се вложуваат, меѓутоа од друга страна во сликарска уметност, во вајарство, сликарство многу малку се вложува. Каде гледате вината за оваа ситуација? Па ако Може слободно. Па јас прво сакам само неколку реченици во врска со претходново. Иако Боте вели има некаква вина и кај уметниците, јас не гледам тој тип на вина. Јас кај македонските уметници можам да видам вина што тие секогаш доцнат зад некои трендови светски по 20 на по 30 години. Или доцнат зад употребата на новите медиуми, новите технологии, едноставно не им се блиски и така натаму. Меѓутоа, за ова што говори Емил Алексиев, не се виновни уметниците. Не можат тие сами да се промовираат надвор. Ти треба, ако зад нив не постои држава, ако зад нив не постои сериозна култура и менаџмент, тие никогаш ништо не може да направат. И тоа е едно општо правило кое што кај нас никој не сака да го разбере со децении. Така што, ако говориме за тој тип на промоција на македонската уметност, треба да говориме за отсуство на стратегија и за отсуство на сериозни луѓе кои што знаат како тоа се работи. Вториот момент е третманот на ликовната уметност кај нас, ова што вие го кажувате, дека практично, актуелниот конкурс на Министерството за култура за откуп на скулптури во текот на една година чини 4 милиони денари. Кој ќе кажете 4 милиони денари, тоа звучи многу, ама тоа се само 60.000 евра. 60.000 евра се првите 3 награди на фестивалот Макфест во Штип за забавна музика. Толку чини македонската скулптура годишно. Ако е тоа сериозен третман на една држава кон македонската уметност, тогаш нема што да разговараме. Гледате колку пари истураат на забавната музика. Проблемот е што наши сериозни скулптори седат со Министерството за култура и ја фалат акцијата. Место да речат, чекате, вие нормални ли сте што правите? Они седат со нив заедно и ја поддржуваат акцијата. Тука не може никој да им помогне. Ако нашата култура е сведена, значи на X Factor, Буба Мара или некакви скопски фестивали, тогаш тоа покажува дека длабоко сме реградирале. Мислам, со таков однос, нели, кон културата. Тука веројатно објаснувањето ќе биде комерцијалната исплатливост на овој тип на уметност наспроти на овој тип на публиката го конзумира она што и се понудува. Не мислам дека нашата публика е неедуцирана, едноставно редно време ако веќе не е едуциран, тогаш редно време да почне да се едуцира, таа го прифаќа она што и се нуди. Така да ако императивот се сите овие фестивали, тогаш тоа покажува до какво делеџи сме дојдени. Имаат ли тие, мислам, како би ги споредиле, нели, долговечност, долготрајност во споредба со тоа што го се создава на уметнички план? Значи, каков тип на вредност се создаваат, ако ги споредите и од ваше лично ниво, вие што создавате? Значи, споредено со тоа што се создава на Макфест или на некој друг таков фестивал, за кој што од буџетски, од даночни пари се вложуваат многу средства? Треба да се направи разлика помеѓу оно што е масовна култура и оно што е елитна култура, иако тоа малку звучи, таа класификација звучи престрого. Да, ти граници се малку и измешани во... Да, меѓутоа, оно што е поп култура, оно што е ентертејмент и тоа што е забава, тоа е окей, меѓутоа не треба да се поистоветува, нели, со ликовната уметност или, не зборам, за класичната сериозна музика, со театарот или со филмот, така да треба да се направи некаква дистинкција. Не може парадигмата за највисокиот културен дострел во Македонија да биде Тоше Проевски, така да малку се изместени критериумите и луѓето добиваат погрешна перцепција за тоа што е квалитетна музика, што е добра уметност и слично. А на што се должи тоа? Мислите дека процесот доаѓа од, да речеме, од оздола, од публиката кон Министерството, институциите кои што тоа го препознаваат па го поддржуваат, или обратно, институциите им одговара? Обратно доаѓа. Да. Зашто оваа држава не знае што е култура, за жал. И мислам дека проблемот лежи уште во воспитно-образовниот систем. Значи, тоа датира уште од најмали
нозе. Значи, ако публиката не е едуцирана, тогаш не може да очекувате дека ќе има однос визави, не знам, една театарска представа или уметничко дело. Ако е посетата на музеите, на театрите и на кинопредставите се сведува на една групна посета од школите и остане на тоа, тогаш навистина не може да стане збор за некаква едукација. Значи, тука е главниот проблем. За да некој има однос кон одредено дело, мора да создаде уште од најмале нозе. Значи, тоа е елементарно воспитување. Еве тоа, секој мој колега се соочил тоа уште во најраните школски денови. Така, значи, наставник кој што предава математика или македонски, воедно предава и ликовно. Значи, она крајно деградиране и понижуване на нашата професија. Тоа секогаш било. Еве, од прво до 8 деление, значи, ликовно, физичко и музичко секогаш биле обструирани и секогаш било второстепени и омаловажувани од останатите колеги. Така да со таквата перцепција, нели тоа веројатно се пренесува и на самите ученици и на родителите кои што едноставно не знаат да го препознаат тоа. А тоа може да има далекосежни последици, заради тоа што наместо да ги откриваат талентите и да ги мотивираат, тоа може да биде крајно контрапродуктивно. Значи, познавам случаи каде што мои пријатели токму заради таквиот однос на индолентен однос на наставниците и родителите или не знам опкружувањето станале крајно немотивирани и разочарани и едноставно се препуштале на некаква апатија. Велите државата нема стратегија, но статистички гледано Министерството за култура во изминативе неколку години финансира и поддржува најголем број на проекти од разни типови, значи на уметноста. Каков е вашиот коментар за тоа? Па не знам ја на кои проекти мислите, меѓутоа тоа исто Министерство за култура објавува конкурси за стимулирање на македонска забавна музика. Она што Ботев го кажа, и ако велиме нели масовната и елитната култура веќе не се така диференцирани, и ако човек денес каже елитна култура, тоа звучи, не знам, како да говори за ѓаволот и за пеколот. Комерцијалната култура не може да биде третирана од страна на Министерството за култура. Побарајте на било кој сајт на Министерство за култура во Европа кој се плетка во забавна музика. Па тоа да му го кажете на некој ќе умре од смеење. Што ќе рече, они не знаат што треба да прават. Не е тоа нивна работа. Ако забавната музика постои во Македонија како пазарна вредност, таа ќе живее како пазарна вредност. И тука завршува приказната. Што има Министерството за култура да финансира создавање на македонска забавна музика? И јас ја следев дискусијата и се појави дечко од PMG и вели, а јас кај сум? Он зад себе има 100 музички проекти, никој не го смета за музичар. Него ги смета за музичар, сега да не ги бројам, стварно нема смисла, во навредлив контекст. Добро, поп музиката. Имено. Но нашата не значи дека не треба освен да се на Евровизија не излегува никаде. Така е. Да, тоа е проценка тоа е врвниот домет на нашата поп музика. Да крајно локални рамки. И тука завршува приказната. Ако сакаме да ја сведеме и ликовната уметност на такво рамниште, тогаш, ако е тоа стратегијата на ова министерство, јас не можам да се противам, зашто немам сили да го правам тоа. Меѓутоа, денес е тоа израмнето. Дури забавната музика е на едно рамниште повисоко од ликовната уметност. Мислите ли дека некој настан како биенале или квадриенале што го има во регионалните држави, ние сме единствена која што го немаме, дека би ги подобрила работите? Значи за тоа се спомнувам и тоа некако многу тивко. Мислите дека тоа би ги подобрила работите на овој план? Ако ме прашате мене, мислам дека не би ги подобрило. Нас ни треба многу работа, сериозна, неколку годишна, да ги стабилизираме прво институциите, па потоа да се зафатиме со една таква работа. Ние говориме 20 години наназад дека немаме една сериозна меѓународна изложба, биенална, триенална или како сакате. Забораваме дека една имаме таква во Битола, која што никој не ја спомнува. Тоа е светското меѓународно графичко триенале, која е многу сериозна манифестација, ама никој не ја спомна зашто не ја знае. Така? Нас ни е поважен Макфест од Битолското графичко триенале.
Меѓутоа, еве и да направиме не знам какво светско биенале. Во тоа море на квалитетни денес ликовни манифестации, ние не можеме да одвоиме толку пари за да бидеме на еднакво рамниште со нив. Прво. И второ, ние се уште мислам дека, зашто институциите ги упропастивме, нема кој да се бави со таа работа. Ако, мислим, Министерството да се бави со нивниот стручен кадар, може би може. Јас мислам дека тешко таа работа ќе ја направи. Али да, проблемот е што постои стварно дефицит на такви биенални манифестации, специализирани магазини за уметност и слично. Мислам дека тоа е многу потребно за да се развива некаква сцена. А она што спомна и Златко, Битолското триенале е едно од најпрестижните светски графички триеналиња и навистина е штета што едноставно во таква позиција, едноставно никој не го знае некако како да плива во маргините. Така да То се претвори во локална битолска манифестација. Да. Никој дури не им наложува, абе донесете го после месец дена од Битола, донесете го тоа во Скопје да го видат луѓе. Нема, тоа никого не го интересира. Ама ги интересира Макфест. Да им даде прва награда 25.000 евра. Па дајте, мислам. Во Битола светски графичари мислам дека не добиваат повеќе од 3.000 евра. Ако има од тоа поголема срамота за оваа култура, не знам зашто говориме тогаш. Нас нема да ни реши ништо едно ликовно биенале тука, зашто ние веќе заборавивме што работи светот. Погледните наназад 5 години, погледните програмата за култура, вие немате ни едно странско гостување овде. да, тоа се. Донесо еден вазарели под наводници горе во музеот и направивме циркус, не баре сме донеле нешто, тоа беа принтови некои од 2-3 илјади броеви што сам никој не ги гледа веќе во светот. Па дури кога ќе дојде Златко, дури кога ќе гостува некое светско име, одзивот е катастрофален. Например, се сеќавам музеот на современа уметност кога гостуваше Томас Руф, мислам светски позната звезда, беше музеот на современа уметност беше полупразен и тоа навистина е индикативно. Мора да создадете вие клима. Ако имате секоја година барем неколку сериозни светски гостувања тука, ако институциите ви работат со сериозни програми, ќе создадете клима, ќе ја вратите публиката, не оди веќе никој на изложба. Зашто нема што да види? Зашо ќе оди? Јас ви реков, не одам на Зимскиот салон. Отидов заради Емил Алексиев. Не ме интересира, не сакам да го гледам тоа. Значи, мора да создадете клима, не е тоа само ќе ја спуштиме Деукс, екс макина, изложбата еве, светско биенале и што? Ќе пропадне после второто одржување. Нема, мора да има таква клима во државата. Нема уметност без покровители, но многу очигледно дека главен покровител во нашата држава е самата држава. Што е со меценството? Што е со приватните, еве така да кажеме, спонзорирања или финансирање на уметноста? Па за жал, Зошто нема интерес? владе предпоставам сиромаштија. Па дури и оние што имаат пари, едноставно немаат сенс, не ги интересира. Значи, уметноста за нив е повеќе прашање на престиж. Па дури ни тоа. Значи, пак се враќам на таа едукација, кога ќе се создаде некаков однос кон уметничкото дело, такви ново печени јапија ќе имаат однос и ќе купат уметничко дело заради квалитетот од уметничкото дело, а не заради тоа да биде или да му се согласува со мебелот или слично. Јас спомена Златко сиромаштијата, значи економската состојба, сите знаеме каква е и на европско ниво се крадат многу трошоци од полето на културата, на уметноста, меѓутоа сепак се создава, дури го знаеме оној став дека во лоши времења се создава квалитетна уметност. Ако ние со нешто може да се пофалиме, тоа е дека живееме во лоши времења, условно кажано да се пофалиме. Гледате ли тоа да се рефлектира во обратна насока, значи токму таа тешка ситуација да ги инспирира уметниците конкретно? Уметнички продуктивна да биде. Добра уметност се прави и во тешки, во добри времења, но факт е дека во општествени превирања и турбуленции дефинитивно се плодно тло или за некаква ангажирана уметност за меѓутоа тоа треба да како е тоа да речеме, дали гледате дека доволно се манифестира или ние секогаш каскаме, еве ако земеме историски така политиката уметноста поготово со експанзијата на модерната некако се одвоија. Дури со
по 70-те години со пропаѓањето на модерната, со потиснувањето на модерната, некако се одново се отворија тие прашања, така, на политика и уметност. Кај нас до крајот на 80-те години практично современата уметност некако се подпираше се уште на некои рецидиви на модернизмот, нели? Дури со појавата на Центарот за современа уметност и Сорос и заложбата на некои критичари, нели, настана некаков процут условно на концептуалната уметност и тој ангажиран пристап. Така да, како што спомна и Златко, ние секогаш некако каскаме зад светските тенденции, меѓутоа еве во последно време некако работиме како да се поинтензивира во однос на таа, нели, ангажирана уметност. Тој Малку е чудна таа теза, демек, на уметникот ако му кркори стомакот, тоа ќе направи ремек дело. Ја лично никош не сум верувал во тоа, ама може би, да. Меѓутоа овде, во контекстот на вашето прашање, што ние не знаеме што создаваат уметниците. Еве, и во вакви лоши времиња, веројатно ја поима немам Ботев што работи. Иако тоа е моја обврска да знам. Прво, не можам да излезам од работа, зашто ние, како да работиме, не знам, у фабрика, на лента, и ти вика, од 8:30 до 4:30 ќе седиш тука. Мене не ми е работа да седам тука. Мене ми е работа да одам кај него. И кај уште десетина како него. Ама да речеме дека тоа не е битно. Може би он работи дома и уште некој работи. Ние тоа не можеме да го видиме, зашто институциите вртат едни исти уметници. Ако не е на листата позитивна, како на Фондот за здравство, и Министерството за култура си има позитивна листа, ако не си на листата, нема да те видиме 2 години, 3, 5, така што ние и не знаеме кој што работи. Ние знаеме што работат 4-5 уметници во Македонија и толку. Вашето прашање држи и е на место, ама не знаеме. Ние ќе знаеме кој што сработел кроз 5 години, кроз 10 години, ќе излезат резултатите и ќе кажеме да, тоа лошо време дало вакви резултати. Ние сега поима немаме кој што работи. Неодамна на некои од новите медиуми можевме да ги видиме приказните за последните 5 и 10 години од животот на брачниот пар Саздовски, значи Пандора Апостоловска и Сашо Саздовски, но исто така и на Дарија Андовска и млада композиторка, значи затоа истакав да ве прашам како е можно македонската јавност да не знае дека Дарија имала 29 настапи низ цела Европа, дека имала 3 светски премиери, 2 театарски премиери, 14 епизоди од документарен филм. Значи тоа го дознавме од статусите кои што уметниците ги ставаат на своите Facebook профили. Дали некаде постои проблем во комуникацијата меѓу уметниците и македонските медиуми? Па не знам дали е тоа проблем на медиумите, ама да, во еден дел е. Ама ние во принцип сме игнорантска нација. Нас не интересира надвор што се случува. Па ние го имаме Бождар Дамјановски 30 години. Ако заминат од Македонија, 30 години едноставно престануваат луѓето да ги... Поима немаме што работи тој човек. Бора Илјовски имаше огромна ретроспектива во Белградскиот музеј на современа уметност, ја случајно ја видов пред 10 години. Човекот почина пред некоја година, ние не знаеме дека починал. Може би се појави некаде во некој медиум. Тоа се големи македонски сликари кои што живеат на 500 километри. Овие што ги кажувате, мислам, Сашо Саздовски дека е негде дженем. Така што тој е дури и далеко, ајде, Емирати. Па не можеме да знаеме. Еве ги кај се во Белград, поима немаме што прават. Никој не знае дали Бождар Дамјановски се уште работи. Не знае што се случува со неговото творештво. Не го викнал никој. Или Роберт Дандаров, нели, кој што живее во Њујорк. Роберт Дандаров беше пред 7-8 години, може. Постои едноставно крајно мртвило, медиумско мртвило во однос на културата кај нас. Ако во почетокот на 90-тите имаше од 10 телевизии, онака 4 барем има емисии кои што го третира токму овој проблем, денеска тоа е свано сведено само на една телевизија и тоа е навистина жално. А за воопшто за печатените медиуми можеме да не правиме. Па кај нас нема пълна култура за читање на дневни вестници, а камоли па магазини. Тоа е или пак е сведено све на некаков сензационализам и жолт печат, за жал. Но работите така функционираат. Па не знам, нека каже кога кај него последен пат влегол новинар од културна редакција од печатени медиуми. Никогаш не влегол. Нема, тие седат во канцеларија и не излегуваат. Ако им испратите нешто, може би ќе објават.
Ама инаку тој да излезе да дојде кај уметник, не. Се е извртено, разбирате, како и во многу други области, и овде е уште поизвртено. Никој во светот не работи така. Јас сега бев во Берлин се погоди на филмскиот фестивал. Ако вечерта во 8 саат гледате премиера, утре сабајле читате критика за филмот. Па каде сте го виделе вие тоа кај нас? Критика. Да, и тоа е изостанок на критика, исто е тоа проблем. Ама вечерта го гледа, филмот сабајле излегол, кога го напишал, кога излегол вестникот. Тоа никого не го интересира, он тоа мора да го сработи. Зашто утре ќе го купам јас вестникот и сакам да го прочитам. Тие знаат дека јас за тоа го купувам вестникот. Кај нас овде више никој не купува вестници. И нема ништо да прочита. И не може да се создаде едноставно критичка маса. Нема, се е наопаку, за жал. А каква е ситуацијата со младите уметници? Еве, боте во графичко студио и организиравте неколку изложби со млади уметници, со комбинација со музика, со инсталации, значи таму нешто и се случуваше. Како ги гледате вака одличен? Има ли нешто? Се создава ли нешто? Добро е што новите генерации едноставно не се оптеретени со тие рецидиви од минатото. Тоа е многу добро. Многу се поотворени кон светот, поготово сега нели со новите технологии, со интернет. Мислам дека се во многу поповолна позиција заради тоа што не се препуштаат само на не знам поддршка од министерство или поддршка од институции, едноставно си ја бркаат работата, отворени се и мислам дека има потенцијал. Ја во отвореното графичко студио навистина се трудам да ги поддржам младите уметници и заради тоа што сметам дека навистина има интересни таленти кои што немале едноставно можност да се презентираат, а тоа е добар начин преку оваа галерија која што сепак развива некаков поалтернативен пристап да може да се представат, да се ги реализираат едноставно своите идеи. Тие за разлика од постарите генерации се во текст, значи они знаат и кој е Алвеј Веј и други уметници, значи еве го спомнав. Ти пишуваше, Златко, на твојот блог за него. Да, мислиш, гледаш ли дека кај младите дека они се барем колку и да се без разлика колку се малку, дали гледаш дека они се приклучуваат на тековите? Јас за жал изгубив контакт многу со помладиве генерации, не ги знам, морам да признам. Меѓутоа тие малкумина што ги знам не е толку лично, туку што го гледам творештвото. Да, тие се некои проблесоци кои што нудат некаква иднина на оваа уметност. Сега, еве, не сакам да ги набројувам, меѓутоа ги има неколкумина, велам, јас што ги знам, можеби ги има повеќе. Меѓутоа, пак ќе се вратам на истото, ако на тие уметници не им се обезбеди соодветна творечка клима, не е нешто ние да им правиме како на старите генерации, сега ќе им зидаме ателија на партизанска, по ова, по на. Не, меѓутоа, вие треба да им обезбедите барем да има една изложба во 2 години. Ама не само изложба, за која што ќе му дадете 500 евра, со која што он све ќе треба да направи и да си плати сам, него што ќе му направите секако што треба, ќе му направите еден откуп. Значи, се она како што работат европските музеи и галерии. Нашиве се препуштени сами на себе и полека губат волја да работат. Такво е моето чувство и мислам дека и тие неколкумина навистина квалитетни кои што изложувале последниве години и надвор, мислам дека и нив ќе ги изгубиме. Добро, Атана Златко, ви благодариме за гостувањето во Зебра. Беше задоволство да се отвори ова малку несекојдневна и маргинализирана тема во медиумите. Ви благодариме и вам што не следевте. Се гледаме за една недела. Пријатно.